вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Боаджиевски. На сите верници кои го слават католичкиот Божик им го честитаме празникот. Најпрви почнуваме со вестите. Израелскиот министер за надворешни работи Ципи Ливни патува за Египет на разговори за обновување на евентуалното примирие со Хамас, како и околу зголеменото насилство на граничниот појас меѓу Израел и Газа. Ливни во Кајро ќе разговара со египетскиот претседател Хосни Мубарак. Египет помогна во медиаторството на 6-месечното примирие кој истече минатата година. Од тогаш насилството ескалираше долж граничниот појас со Газа. Официјални израелски лица потврдија дека армијата е подготвена за операција против цели на Хамас во Газа, откако милитантите истрела најмалку 60 проектили во средата врз израелска територија. Армијски извори соопштија дека не се знае кога точно ќе почне акцијата, но зависи од временските услови. Сите градови во Израел во радиус од 30 километри имаат предупредувачки сигнал од напади и кренато е нивото на спасувачки сервиси. Ирачката полиција соопшти дека најмалку 4 загинаа при експлозија на автомобил бомба во популарен ресторан во североисточен Багдад. Полицијата соопшти дека најмалку 13 лица, вклучувајќи еден полицаец, биле повредени кога експлодирала друга бомба во доминантен шиитски кварт во Шуа. Властите немаат информации кој стои зад нападот на локација каде често има полицајци и градежни работници. Илјадници христијански верници го слават Божик на западниот брег во градот Витлеем, традиционалното место на раѓање на Исус. Католичкиот лидер на светата земја, латинскиот патриарх Фоут Свал, одржа молитва за мир на Блискиот Исток за време на ноќна миса на која присуствуваа верници од целиот свет. Папата Бенедикт исто така повика на мир меѓу израелците и палестинците за време на блискоисточната миса во Ватикан. Во продолжение на News Flash, американците ја користат предност од големите попусти ширум продавниците, но празничната сезона во Соединетите Американски држави и продажбата е на најниско ниво досега, поради влошената економска состојба не само во Америка, туку и во светот. Трговските центри ширум САД вложуваат огромни напори да го подигнат овогодишното празнично расположение, а за трговците тоа во превод значи драстично намалување на цените. Менаџерот на продавницата за електроника Best Buy, Дейвид Делисио, вели дека речиси се е на попуст. Се што се рекламира е на попуст, фотоапарати, GPS и други електронски направи. И покрај овој тренд, во некои трговски центри забележана е помала фреквенција на купувачи. Се обидувам да заштедам нешто, дојдоа тешки времиња, во рецесија сме. Во Арлингтон, Вирџинија, пак многумина купувачи ја искористија предноста од намалените цени, во некои продавници се нуди попуст од 20 до 70%. Ова е турист од Јужна Африка. Тој вели дека е изненаден од сите овие намаленија. Не знам дали ова е вообичаено пред Божик, но ова се големи попусти, 25, 50, дури 70%. Меѓу потрошувачите има и такви кои сметаат дека ова е вистинското време за шопинг. Со оглед на намалените цени, на крајот веројатно ќе потрошиме помалку. Сепак и покрај зголемената потрошувачка по празникот Ден на благодарноста во ноември, за трговците ова е тешка година. Економистот Дейвид Вис вели дека на повидок нема промени. Петокот веднаш по празникот, поради вообичаено ниските цени, забележано е поголемо потрошувачко од очекуваното, но од тогаш наваму работите повторно се смирија и мислам дека така ќе остане се до Божик. Нов извештај на Меѓународниот совет на трговски центри предвидува дека продажбата низ продавниците ширум Северна Америка ќе биде намалена за најмалку 1% споредено со минатата година. Ова е најниско ниво на купопродажба откако групата започна да го следи трендот во 1969-та. Кога новиот состав на Конгресот ќе положи заклетва во јануари, една од главните обврски ќе биде економскиот пакет за стимулирање. Законодавците и аналитичарите сметаат дека купоните во вид на храна исто така ќе бидат дел од тој пакет. Следи прилог за американците, кои во овие тешки времиња потребни им се така наречените купони за храна. Ова се тешки времиња. Кери Рей Блек има зошто да е благодарна за овој Божич.
Таа е самохрана мајка од централната сојузна држава Кентаки. Има 2 деца и оди во училиште 3 дена во неделата да добие знаење за медицинска сестра. Откако ги платила месечните сметки, не ја останале доволно пари за храна. Аплицирала за добивање купони за храна од федералната влада. За прв пат бројката американци кои се во владината програма за добивање купони за храна се искачи над 30 милиони. Владините истражувања на јавното мислење покажуваат дека околу 36 милиони луѓе во САД имаат проблеми со обезбедувањето храна за семејството. Еден од нив е Мајко Мартин. Откако работел 11 години во компанија за јавни услуги поради економската криза, бил отпуштен. Веќе 4 месеци бара работа. Сакам да работам, барам работа и не пребирам. Дури ќе работам и за помалку пари. Сакам да си ги плаќам сметките, не сакам луѓето да ми помагаат. Кога неговото семејство немало скоро ништо за јадење 2 недели, аплицирав за купони за храна. Мајкл вели дека најлош дел е срамот со кој се соочува. Застрамен сум, кога купам во продавница и сум на каса, луѓето поинаку те гледаат. Аналитичарите предвидуваат дека невработеноста во Соединетите Американски држави може да стаса до 8% до крајот на 2009. Со тоа ќе се зголемува и бројката граѓани кои ќе имаат потреба од владините купони за храна. Нарачете бесплатен календар на Гласот на Америка за 2009. Пратете ни електронска порака со вашето име и презиме и полна поштенска адреса на macedonian@voanews.com. Со нарачката автоматски ќе започнете да добивате и бесплатен дневен преглед на вести на Гласот на Америка на македонски. За други содржини поврзани со католичкиот Божик, погледнете на нашата веб страница voanews.com/Macedonian. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски. Пријатна вечер. Се гледаме.